Доброто работење на риболовното здружение од Кочани и активностите што се спроведуваат за порибување на акумулацијата Градче добиваат подршка и од бизнис секторот во Кочани. Со финансиска помош што ја добија неодамна, членовите на Здруженијето Кочански рибар реализираа уште едно порибување на браната, откако ја презедоа концесијата над неа. Тоа овозможи да ја исполнат целта за збогатување на рибниот фонд, со што и езерото заживува, привлекувајќи се повеќе влюбеници во риболовот. Ова порибување, што е последно за тековната година, беше реализирано со помлади парчиња крап, набавени од специјализирано мрестилиште во Неготино. Количината е, колку што е измерено, околу 165 кг, приближно некаде 1000 парчиња, 250-300 грама на тежина на крап. Според Димитров, во текот на зимскиот период ќе се води сметка за зачувување на рибниот фонд со повремено прихранување и контрола на почитувањето на законските одредби за риболов. При тоа, тој ги потсети риболовците дека не смеат да изловуваат примероци со тежина над 5 кг, односно истите треба да се враќаат во езерото. Со најновото порибување, за кое Здруженијето доби финансиска подршка, целосно се исполнува програмата за работа за годинава. Ова не е веќе четврто порибување. Можеме да се пофалиме, иако неле фалбата секојаш ерагева кај нас се обратно, дека една година помина веќе 1 тон имаме пуштено риба во самата акумулација. Во ова порибување доста ни помогна и Радко Димитровски, со што му искажуваме на благодарност од нашето риболовно здружение за допринесот во ова порибување. Вообичаената динамика за збогатување и заштита на рибниот фонд ќе продолжи во текот на наредната година, за што ќе биде изготвен соодветен план. Членовите на Спортско-риболовното здружение Кочански рибар велат дека следното порибување со крап ќе го реализираат во текот на март, пред почетокот на сезоната за мрестење на рибата. При тоа планирано е да се набават покрупни парчиња, за да се зголеми бројноста на рибите капиталци.